Следовте во урбаните вести. Еве што ќе гледате денеска. Од денеска јавниот превоз повторно е бесплатен. Пуштена во употреба иновативна органска пирамида за прочистување на воздухот. Се постави првиот специјализиран контејнер за ситен отпад пред трговскиот центар Ситимол. Денеска стапија на сила мерките за намалување на загадениот воздух во Скопје. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилигов апелира до граѓаните да го користат бесплатниот превоз и да ги почитуваат останатите мерки и препораки. Во согласно со Законот за квалитет на амбиентниот воздух, на барање на владата на Република Македонија и Министерството за здравство, градот Скопје објави итни мерки и препораки за намалување на загадувањето на воздухот. Овие мерки се преземаат по добиеното известување од Министерството за животна средина и просторно планирање, дека прагот на алармирање за PM10 частичките во воздухот е надминат во текот на 2 дена последователно. Градот Скопје мерките и препораките за намалување на загадувањето на воздухот оваа зима ги воведува по трет пат. Една од мерките против загадувањето е воведувањето на бесплатен јавен превоз во автобусите на ЈСП и во автобусите на приватните превозници. Оваа мерка ќе трае се до моментот на намалување на загадувањето. Градот Скопје исто така ќе прекинува сите градежни активности на градилиштата под своја надлежност и ги повикува сите градоначалници од општините во Скопје да ги прекинат градежните активности на градилиштата во нивна надлежност. Во состав на мерките е интензивирана контрола на градилиштата, односно возилата што излегуваат од градилиштата мора да имаат измиени тркала и да се покриени со церади заради контрола на прашината. Јавното предпријатие Комунална хигиена ќе го продолжи интензивното чистење и миење на градските улици и булевари, што се во надлежност на град Скопје. Им се порачува на скопските општини да го направат истото на улиците што се во нивна надлежност. Градот Скопје ќе врши зајакната контрола на имателите на одобренија за доставување стока преку инспекторатот на град Скопје, а воедно оттаму го повикуваат и Министерството за внатрешни работи да спроведе засилени контроли на правните субјекти кои поседуваат одобренија за доставување стоки издадени од градот. Исто така се повикуваат градоначалниците на општините во Скопје да ги интензивираат инспекцијските надзори над субјектите кои управуваат со отпадни гуми и отпадни масла. Од мерките не се изоставени ниту автошколите. Градот бара од МВР да спроведе ограничување на обуките на автошколите од 9:30 до 14 часот и 30 минути и по 18 часот. Градот исто така бара од Министерството за внатрешни работи да ги зајакне контролите за почитување на забрана за движење тешки товарни возила, чија што крајна дестинација не е градот Скопје, а кои се упатуваат да ја користат скопската обиколница во согласност со поставената сообраќајна сигнализација, како и да се врши зачистени контроли на издувните гасови на возилата што учествуваат во сообраќајот. Градот апелира и до вработените во јавната администрација на работа да доаѓаат со автобусите на јавниот превоз. Во исто време, службените возила на град Скопје ќе се користат исклучиво за потребите на градскиот инспекторат. Градот Скопје исто така апелира до граѓаните да не ги користат возилата без потреба. Повеќе лица да се возат во едно возило, да се користи јавниот превоз и тоа да премине во навика без разлика на загадувањето. За затоплување на домовите да не се користат отпадни материјали, прегорено машинско масло, лакирани и обоени отпадоци од дрво, стиропор, пет амбалажа, гуми и каков било синтетички материјал, да се користи суво и чисто дрво без примеси од земја и од отпадоци, а печките на дрво да се користат и одржуваат според упатствата на производителот. Повторно се исполнети условите со загаденоста на воздухот и заради тоа веднаш издадов наредба до службите во градот Скопје и до јавното сообраќајно предпријатие јавниот транспорт да биде бесплатен, да се зголеми инспекцијскиот надзор, да престанат градежните активности. Ги повикуваме и Министерството за внатрешни работи да изврши што е можно посериозна контрола на автомобилите кои што го загадуваат воздухот. И очекувам дека овој тип на мерки кои што ги преземаме, граѓаните и ќе ги почитуваат и ќе го користат јавниот транспорт со цел да амбиенталниот воздух се врати во законски прифатливите рамки, односно во здравствено прифатливите рамки за нас и за нашите сограѓани. Проектот Скопје-Велоград се очекува да ги даде посакуваните резултати во однос на преориентирање на граѓаните од автомобилски превоз кон велосипед. Велосипедот да го користат како сообраќајно средство. Денешната конференција во организација на град Скопје е дел од проектот за справување со урбаниот сообраќаен метеж, финансиран од Европската комисија.
Повеќе велосипедски патеки, места за паркирање на велосипеди и непрекината нова велосипедска патека долж кеот на реката Вардар се дел од работите што скопскиот градоначалник Петре Шилегов ги најавува со цел Скопје од град ориентиран кон автомобили да премине во град со алтернативни начини на транспорт. На денешната меѓународна конференција посветена на мобилноста на урбаните средини, Шилегов рече дека како приоритет го ставаат проектот Скопје-Велоград и дека кеот на Вардар ќе го адаптираат за потребите на пешаците и велосипедистите со цел да се намали сообраќајниот метеж во градот. Наша цел е градот кој што се наоѓа во така наречената фаза 1, град ориентиран кон автомобилите, да го поминеме во фаза 3, град ориентиран кон урбана мобилност со алтернативни начини на транспорт, а тоа во целост одговара и со она што јас како градоначалник се залагам, а тоа е целосна реорганизација на јавниот транспорт и зголемена употреба на алтернативните видови на сообраќај, односно автомобилите да станат второстепено или третостепено средство за транспорт на луѓето. Градот Скопје забрзано работи, веќе при крај првата работна задача на секторот за сообраќај факултетот во Битола, кој што ја дадов како градоначалник, а тоа е за целосна реорганизација на јавниот транспорт во Скопје со цел да истиот одговори на современите потреби на една европска метропола, како што претендираме Скопје во блиски дни да стане. За намалување на урбаниот метеж и зголемување на употребата на јавниот превоз во градските и приградските средини, од Министерството за транспорт и врски најавуваат и изградба на 4 железнички краци околу Скопје. Според министерот за транспорт и врски Горан Сугарески, конкретни решенија би биле поголеми сообраќајници, подземна инфраструктура, користење на јавен превоз и алтернативен превоз, но и подигнување на свеста кај граѓаните за намалување на употребата на моторни возила во централните градски средини. Ние како носители на извршната власт мораме да покажеме итност во решавањето на состојбата со урбаниот транспорт, за да го лесниме функционирањето на сите чинители во сообраќајот. Во услови кога имаме неколкократно зголемување на бројот на возила, кога имаме урбан сообраќајен метеж, а инфраструктурата е ограничена, мора сите заеднички да најдеме решенија за напредување на транспортната ефикасност, се со цел да го подигнеме квалитетот на урбано живење. Лично сметам дека мора веднаш да се работи во насока на изнаоѓање на нови алтернативни транспортни решенија од ефикасен и комбиниран јавен превоз за да го намалиме метежот што се случува низ градот. Денешната конференција во организација на град Скопје е дел од проектот за справување со урбаниот сообраќајен метеж, финансиран од Европската комисија. Над 300 килограми тешка пирамида поставена во дворот на компанијата Рени Инженеринг во Јурумлери, која е донатор на иновативната идеја на Весна и Владо Павлови од Кучани, ке го прочистува воздухот. Тоа е првата пирамида јонизатор, наречена пирамида Македонија, која има цел да го прочистува воздухот од штетни и отровни гасови. Иноваторите Весна и Владо Павлови од Кучани и компанијата Рени Инженеринг од Скопје на свечен начин го промовираа нивниот иновативен производ – јонизатор за прочистување на воздухот од штетни и отровни гасови кои се опасни по животот на граѓаните, а особено во изминативе неколку години штетниот воздух кој го дишат граѓаните на Скопје. Станува збор за прочистувач на воздух во вид на пирамида, која е најголема органска пирамида во светот, тешка околу 300 килограми, и е наречена пирамида Македонија. Пирамидата се состои од 3 дела. Првиот дел е органот кој позитивните јони ги претвора во негативни јони. Потоа има резервоар за вода и под него има органска плоча, која има за цел да ја направи водата жива вода. И најгоре се наоѓа кутлешот, односно водороден чад над пирамидата кој ги неутрализира и ги турка штетните честички нагоре во воздухот, каде што струењето на ветерот е посилно. Како што истакна иноваторката Весна Павлова, која долги години се занимава со органска енергија, оваа пирамида е за помал простор, а за да се исчисти загадениот воздух во Скопје и да остане чист, потребни се повеќе пирамиди поставени на разни локации низ градот. Ова е пирамида за многу мал простор. Значи, за целосно да се заштити Скопје се потребни многу повеќе вакви пирамиди кои што ќе бидат поставени на соодветни места. Затоа и оваа вечер сме овде да ги потикнеме сите граѓани на Македонија, сите поточно граѓаните на Скопје, меѓутоа тие не се само Скопје, знаеме дека ги има од цела Македонија,
да ги поттикнеме сите за еден допринос да дадат, значи сите да дадат подршка за изградба. Се надеваме на подршка од власта без разлика која е, дека ќе успееме да направиме нешто пред се за здравјето на луѓето, зашто со здрави луѓе, здрава нација можеме да постигнеме многу повеќе. До тие резултати конечни ќе треба да дојдеме, значи треба да се постави една мерна станица, една мерна единица како што се сите други за PM10 и PM2 запирка 5 честички. Со тоа што тоа го финансираме исто ние, се надевам дека државата ќе дозволи тоа да биде поставено, значи шом стигне ќе бараме од НЕИЗ да биде поставено, мислам дека нема да смета затоа што ќе мора и други мерни апаратури кои што се порачени треба да стигнат и сето тоа за да го докомплетираме, да дојдеме до една, да речем, километража или како за прочистување на воздухот. Сепак ќе треба еден месец до месец и пол сето ова добро да се истудира, зашто сепак е уште некој проект кој што уствари сега стартува со една истражувачка дејност. Значи мора да се истражи сето тоа да се комплетира, да се запише како доказ со што подоцна ќе се достави дали до владата, дали до било која институција која што е заинтересирана и потоа сме спремни за соработка. Владо Павлов, кој заедно со својата сопруга дојде до оваа иновативна идеја, истакна дека органот помага да го држи смогот на одредена висина и истовремено да го чисти, со што кислородот ќе остане меѓу луѓето. Идеологијата моја која што била теорија и кој што значи нешто е токму тоа да органот смогот го држи на одредена висина, да го чисти, водениот филтер електроните да ги неутрализира, а додека кутлешот е тој што ќе го забрзува чистењето на смогот и истиот тој со помош на водородот ќе го качува горе во атмосферата, додека кислородот потежок останува меѓу нас. Овој прототип на пирамидата јонизатор ќе биде поставен во дворот на компанијата Рени Инженеринг во Јурумлери, која се јавува како донатор и реализатор на иновативната идеја на Весна и Владо Павлови. И првите резултати се очекуваат за еден месец, колку што е потребно пирамидата да создаде магнетно поле за да може да го чисти воздухот. Александар Божиновски, собственик на компанијата Рени Инженеринг, која се занимава со заштита од пожари и експлозии од опасни материи, истакна дека целта на компанијата е да помогне во реализацијата на идејата на Павлови и да придонесе за поздрава животна средина. Целта беше да помогнеме на семејството Владо Павлови околу реализацијата на нивниот проект, на нивната иновација за нашето општество, за подобар живот, за подобар воздух, за здрава вода. Реализацијата месец дена траеше, неговата теорија ја претворивме во пракса. Имавме еден тип кој што работеше на реализацијата во пракса. Секогаш сме спремни за да помогнеме на нашето општество. Несебично, со љубов и посветеност. Нормално, доколку имаме и поддршка од нашите општини, од нашата власт, секогаш би изреагирале таму кај што треба и колку што можеме. Во општина Карпош, при трговскиот центар Сити Мол е поставена првата екозона, односно специјализиран контейнер за собирање ситен електричен и електронски отпад. Градоначалникот на општината Стефан Богоев истакна дека за багаритен отпад граѓаните ќе можат телефонски да се јават, пошто отпадот во соработка со нула отпад директно ќе биде собран од нивните домови. Специјализиран контейнер за собирање помал електричен и електронски отпад од денеска е поставен пред влезот на трговскиот центар Скопје Сити Мол, кој представува прва екозона во општина Карпош. Градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев изјави дека продолжуваат со спроведување на повеќе активности со цел прибирање, складирање и транспортирање на електричен и електронски отпад од домовите на граѓаните. Тој истакна дека граѓаните кои имаат ситен електронски отпад можат од него да се ослободат со тоа што ќе го фрлат во контейнерот пред Сити Мол, а додека пак за оние кои имаат погабаритен електронски отпад може да се јават на телефонскиот број 070 236 000 и ќе биде собран од нивните домови. Грижата за здрава и чиста животна средина е еден од врвните приоритети на општина Карпош, па во тој контекст денес ја поставуваме овде и првата екозона во општина Карпош на најфреквентниот дел од општината, односно пред трговскиот центар Сити Мол. И во оваа година, во 2018 година, заедно со организацијата Нула отпад, продолжуваме со
спроведување на низа активности кои значат прибирање, односно складирање и транспортирање на електричен и на електронски отпад од домовите на граѓаните. Процедурата е следна, каде што граѓаните може да се пријават кај назначените координатори во урбаните заедници на територија на општина Карпаш, да објаснат за каков вид на отпад, за колкав габарит се работи и која количина, при што потоа екипите на нула отпад доаѓаат и го земаат отпадот од самите домови на граѓаните. Граѓаните исто така може да пријават и превземање на стари телевизори, машини за перење, бойлери и други помали кукни уреди за домакинство. Досега граѓаните ситниот електричен и електронски отпад го фрлале заедно со комуналниот отпад, а сега им се дава можност тоа да го сторат во специјализираниот контейнер пред Сити Мол, а исто ваков контейнер се поставува и пред трговскиот центар Капитол Мол. Ова го истакна директорот на Нула отпад Маријанчо Дамески. Тој истакна дека вакви контейнери ќе се поставуваат и во другите општини, но првен се бараат локациите. Продолжуваме да работиме за организирано собирање на електронскиот отпад кој што спаѓа во групата на опасен отпад. Со таа цел се доближуваме до граѓаните и со овој контейнер кој што е наменет за мал и негабаритен електронски отпад. Сега веќе ќе имаат можност да го фрлат својот отпад од мал габаритен во овој контейнер. Се надевам дека ќе најдеме уште локации во самата општина Карпаш, каде што ќе можеме да се доближиме поблиску и до другите граѓани кои што се во оваа околина. Веќе сме во преговори со сите општини во градот Скопје, веќе поставуваме и во општина Аеродром, пред Капитол Мол. Сега бараме локации. Најбитното е фактички локациите да ги најдеме соодветни за да може тој да се постави и нормално да биде и заштитен, затоа што има и делимични оштетувања од неформалниот сектор. Музеот на македонската борба денеска одбележа 5 години од организирањето музејска едукација за која соработува со училиштата, градинките, сојузи и невладини организации како и пензионерски здруженија. Музеот на македонската борба денеска одбележа 5 години од организирањето музејска едукација, за која соработува со основните и средните училишта, градинките, сојузи и невладини организации, како и пензионерски здруженија. Веднаш по отварањето на оваа национална установа во 2011 година, веднаш започнале едукативните активности, трибините, работилниците, квизовите и игрите за најмладите. Музеот Пријател на децата бил првиот едукативен проект од 2012 до 2013 година, кој се состои од тематски едукативно-креативни работилници. Според едукаторот Даниела Митовска, овој проект овозможува вклученост на различни области, не само историја, туку и литературни и драмски секции, како и информатика и англиски јазик, изработка на географски карти и друго. Нов проект е Вики клубот, кој е обид да се изнајде вклучување на самите деца во процесот на дигитализацијата, односно пласирање статии на Википедија на македонски јазик. Тоа почна во октомври 2016 година и секоја среда се организираат работилници со помош на Сдруженијето за умножување слободни содржини Глам Македонија. Покрај учениците од редовната настава, музеот е посветен и на пристапност и социјална инклузија на деца од посебните училишта во Скопје, иднина доктор Златен Сремец и Димитар Влахов. На настанот денеска беа изложени творби изработени од ученици и беше промовиран каталог со информации за сите едукативни проекти, организирани во изминатите 5 години. Се укинува титулата национален уметник на Македонија, со која на добитниците им се доделуваат 2 просечни месечни плати секој месец. Сепак, законот ќе продолжи да важи за досегашните добитници. Собранието на Република Македонија денеска го донесе законот за престанување на важењето на законот за национален уметник на Република Македонија, со кој се укинува доделувањето на оваа титула која се состои од доживотен паричен надоместок од 2 просечни месечни плати. Законот ќе продолжи да важи за 5 од 6 добитници на титулата. Од востановувањето во 2011 година, таа им беше доделена на Симон Трпчевски, Милчо Манчевски, Есма Реджепова, Борис Трајанов, Ана Дурловски и Никола Маджиров, образложувајќи ја потребата за укинување на законот. Кога тој беше во прво читање во собранието, заменик министерот за култура Владимир Лазовски соопшти дека за надоместоците на 5 живи национални уметници за 2017 година се потребни 4 милиони денари од буџетот на Република Македонија или за секој од нив месечно бруто по 66.300 денари и до
додаде дека постојат и други механизми за стимулирање на творештвото, како парични износи кои им се доделуваат на добитниците на државните награди, право на месечен надоместок по остварување право на пензија, откупи на дела и друго. Со денот на влегувањето во сила на овој закон, запираат сите постапки за доделување на титулата национален уметник, започнати согласно Законот за националниот уметник на Република Македонија. Управата за јавни приходи издаде нова верзија на брошурата Фискализација и регистрирање на готовинските плаќања за 2018 година. Брошурата го насочува даночниот обврзник како да воведе фискален апарат, но и представува водич како да се решат проблемите во пракса за фискализација и издавање фискални сметки. Управата за јавни приходи издаде нова верзија на брошурата Фискализација и регистрирање на готовинските плаќања за 2018 година, согласно со измените и дополнувањата на Законот за регистрирање на готовинските плаќања. Брошурата го насочува даночниот обврзник како да воведе фискален апарат, но и представува водич како да се решат проблемите во пракса за фискализација и издавање фискални сметки. УЈП укажува дека со најновите измени на законот се предвидени олеснување на казнената политика во делот на фискализацијата, кога УЈП ќе изрече глоба за непоседување фискален апарат, на даночниот обврзник ќе му се овозможи да продолжи со работа пред истекот на времената забрана за вршење дејност, само ако набави фискален апарат и предходно поднесе барање до УЈП со прилог доказ за набавен фискален апарат и платена глоба. Кога УЈП ќе изрече забрана за вршење дејност во деловната просторија, поради неиздавање фискални сметки за извршениот промет или извршената услуга, на даночниот обврзник му се овозможува да продолжи со работа пред истекот на времената забрана за вршење дејност ако ја плати глобата. Доколку врзникот ја плати глобата додека трае изречената забрана за вршење дејност, треба да поднесе барање до УЈП и да приложи доказ за платена глоба. Во тој случај УЈП ќе го отпечати деловниот простор и ќе му дозволи на обврзникот да продолжи со вршење на дејноста. Апелираме даночните обврзници кои вршат промет на добра и услуги за кои плаќањето се врши во готово, задолжително да издаваат фискални сметки на потрошувачите на начин пропишан со Законот за регистрирање на готовинскиот промет со цел избегнување казни. УЈП спроведува засилен мониторинг на готовинскиот промет на терен во делот на фискализацијата, соопшти Управата за јавни приходи. Во наредните денови утринските температури ќе бидат во благ пораст. Времето до четврток ќе биде стабилно и суво. Покотлините ќе има услови за појава на слаба до умерена магла. Во петок ќе провладува зголемена облачност, ќе започне да дува поинтензивен јужен ветер, а од западните делови ќе започнат и врнежи од дожд кои ќе продолжат повремено и преку ноќта, кога понекаде ќе преминуваат во врнежи од снег. Во продолжение МТМ Метео. И уште две информации за крај на вестите. Корисниците од улицата Владимир Полежановски на потегот од улицата Аминта III до улицата Рајко Жинзифов во општина Центар утре од 9 часот ќе останат без вода за пиење. Исто така, без електрична енергија утре ќе останат корисници од повеќе делови од општина Чучер Сандево. Тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Довидување.